Слушай вамо, драги мои пријатели и пријателки, дали сме на работ на револуција? Кога зборам револуција, не мислам на искачање на улици. Многу време, долго време нас не убедуваа дека ние на улица можеме да ги смениме работите, дека ние со викање, палење, фрлање и кршење можеме да ги смениме работите. Знаете што? Тоа го имаме од комунистичките револуции, од француската револуција, но и од шарената револуција. Поготово шарената револуција не убеди дека и не мора толку многу луѓе да бидеме за да ја срушиме власта. Но власта не се сруши затоа што 2000 ајвани излегоа кеширани, меѓу нив секако имаше многу доблесни луѓе кои навистина им беше збоктисано како на сите и криминал, и корупција, и сето тоа, и дека ќе се смени. Беа излажани и тие се првите кои се покаја и се свртаја против таа шарена револуција. ВМРО ДПМН владееше со цврста рака, народот тоа го сака, цврста рака и така натаму. Но ја не го сакам. Ја сакам владење, ама владење на закон. Немој морал и етика власт да ми продава. Морал и етика си имам од дома, имам од црква, како христијанин. Јас од власт барам почитување на закони. И ако видам дека има правда, дека се почитува законот, интуитивно почнувам и јас да го почитувам. Просечен македонец плюка на улица, фрла ѓубре, поминуе на црвено, не пропушта пешак, кога ќе му пишуваат казна, фаќа врски, кога сака да иде на преглед, тура кафенце, локумче, бомбонјерче, за да му се заврши услуга, работа и било што. Ништо не се поразлични нашите политичари од тоа. Затоа што на едно повисоко ниво вас да ве стават, вие исто ќе бидете корумпирани. И од тој луп нема искачање. Зошто? Затоа што власта, политиката, политичарите се огледало на народот. Па како владее овие претходните 7 години? Баш и мегајле. Не ве ферма. 2% ве манипулира, лажеа, местеа од избори, локални, председателски, парламентарни, до попис, до све. Ма ве вакцинира, ве шамара, полициски час ви правеа, затоа што знаеа. Вика, јас се знам себе си како сум. Такви се и доле. Знам што треба да им правам. И ги срушивте. Ги срушивме. Како? Со револуција. Излеговме на улици, урлавме кој неандреталци, фрлавме боја кој идиоти, кој дебили, кршевме прозорци. Не. Заокруживме. Избори. Нели ве охрабрува тоа, ја, човек, единка, ситизен, македонец, христијанин, муслиман, што год да сум, можам да направам промена само со заокружување. Вау, можело. Може би нема да ја добиеме идеалната посакувана власт, но барем да добиеме чувство дека власта се бори за правда и сака почитување на законите, бидејќи беззаконието беше алармантно од она што го гледавме. Збориме беззаконие во смисла се крадеа и трошеа народни пари без пардон, без ништо. Прв пат во историја, ја барем не паметам, да излезе премиер и да бара како се трошеле пари, да се судскиот совет да се разреши, затоа што, нели, правдата од кај почнува? Почнува од правда. Правда, суди корумпирани, немаш правда. И сега он удира таму. Не е тоа удар.
To je ta pozitivna promjena. Oni go smetат, нели, вриштат, пиштат, овие од претходна власт, затоа што вложувале во нивни суди. Кога ќе дојде густо, ајде, пушти го наше дете. Нема да има више тоа. И тоа е револуцијата. И не треба таа да биде преку ноќ. Тоа треба да биде еден системска промена на свест. Таа промена, кога ќе ја гледаме ние, ако имате малце нешто помеѓу двете уши, што се нарекува перцепирање на реалност, да не речам мозок, обработка на податоци, барем да ве охрабри и вас и вие да бидете уште подобри. Иако, врвно е, ако сте доблесна личност и граѓанин, и вие да го почитувате законот без оглед на тоа дали некој од горе, од лево или десно го почитувал законот. Ја бев имал пример со многу еклатантен, сега пример не можам да ви вадам примери ваши блиски, ќе ви кажам. Сообраќајот, например. Така, знаеме каков хаос и знаеме зошто е хаосот. Секој вози како што сака, груби сте, агресивни сте. Синот мој, јас не го учев да вози. Значи, прв пат кога седна во автомобил, сите вие ги учите, нели, децата, вака ќе возиш ово, она, и обично стануваат после мангупи. Ја ги дадов на најстрогите учители, инструктори, да ги обучат. И они така ги обучија, така го обучија, да он не знае поинаку да вози од она што со шрафцигер му го убутал он во тие месец дена на инструкции, на полагање и на сето тоа како да вози. И се обично, знаеш, школски се вози додека се положи, после се вози мангупски. Нормално било. Епа не за следната генерација. Се возиме по Трета македонска ударна бригада, булеварот. Еден дел одма после железничката станица има некои си 100-200 метри каде што нели, колку е 50 е дозволено на булеварот и има зона 30. Значи ја спушташ тука, има ставено знак дека се вози 30 затоа што има школа. Ме враќа од работа 10:30-11, скоро и да нема коли, позади нас има, напред нема и он забавува. И ја го гледам јас се нервирам, викам што си забил, вика зона 30. Викам немаш никој вози нормално. Не ме есапи, значи не доаѓа до него, иако сум му татко, да ме послуша, важи тато, нема проблема, викам моја одговорност, не ме ферма. Ја спушта брзината, Јарис вози еден стар од 2001, ја спушта брзината на 30, од 50 на 30. И окей, ја голтам кнедли и полека ми доаѓа до мојава тимбара свест дека, чекај бе Јанко, не си во право. Значи го почитува слепо законот. Што е важно, што другите шишкаат околу него и така натаму и така. Не ги есапи. Но она што е страшно е агресијата на возачите позади него. Па го претицаат, свират, се закануваат, мафтаат со прст, мафтаат со пендреци, пиштоли, ја тебе, мајки, шајки и така натаму. Нив ги закочил, они брзале, знаеш, они се велебитни личности кои морају да јуре. Што се занесуеш, ти сега спушташ, нема потреба тука да се почитува законот. Тоа ми дава надеж дека новите генерации имаат капацитет. За разлика од нас кои немаме капацитет да ги почитуваме законите. Не. И вие стари, и вие што кукате дека нема правда, не почитувате правда. И вие што кукате дека нема закони, не ги почитувате закони. Така сме учени да се снајдеме во животот со непочитување, бидејќи нас не уча, нели? Како викаме ние за овие што украдоа? Ние ги осудуваме овие? Не бе, тие се сите се обштествено културни. Имаме човек што го ограбил технометал, ние го поштуваме тој човек, па тоа е велелепна фигура. Имаме лик кој е фатен со тони кокаин, излезен од затвор, тој масовно селфија, ја се сликав со неа, се сакаме, се почитуваме.
Зашто? Како перцепираме ние криминалец во Македонија? Ние не викаме криминалец, ние не викаме крадец, ние викаме се снашол. Но тоа кај новиве генерации не поминува. Затоа ви велам, очекувајте тешка мизерија кога ќе остарите и вашите деца нема да ве погледнат. Да, ќе ве однесат во дом и ќе ве заборават. Затоа што ги теравме на криминал. Се обидувавме да ги направиме криминалци. Многу од вас успеа, но многу од нас не успеа. Некаква морал и етика нема да ни свртат толку грб. Но они ќе создадат генерација која ќе биде многу кратно морално и етички подобра од нас. И мислам дека таа револуција сега започнува со оваа нова власт, со овие нови промени, со ова да се покаже дека нема недопирлив. Ја се уште не можам да поверувам дека Дуи ќе одговара за своите криминали. Не можам да поверувам. Не можам да поверувам дека клучните луѓе на претходната власт ќе одговараат за своите криминали. Све сум убеден, види, нив ги штитат американци, барсовци, руси, кинези, подземни, некои надземни, трансцендентални битја. Не, изгледа дека не е така. Изгледа дека не е така. И ова ми дава надеж. Знаете, многу размислував да се повлечам, многу размислував да прекинам. 25 години се обидувам, зборам за правда, зборам да бидеме праведни, зборам да се бориме, зборам да не дозволиме. Во меѓувреме, ја 25 години зборив дека ќе ни го сменат името, ни го сменија името, јас сум им нешто и крив. Па 25 години јадев бурек за тоа, а ни го сменија името. А ВМРО биле криви, СДСМ биле криви, овој биле крив, американците биле криви, не знам, Европа била крива. Ние сме криви, бе. Луѓе, ние сме криви. Огледалото да си го погледнеме, а огледалото кој ќе го погледнеш е како сликата на Дориан Греј. Само сега последно што можеме да направиме е максимална поддршка да им дадеме на новиот морален компас, на новите генерации, дека само со труд, со почитување на закони, колку и да изгледа лошо, дека може да се направи таа промена. А само малку треба да покаже оваа власт. Промените во судски совет, она што се случува во Министерство за транспорт и врски, вториот ден, Александар Николовски, покрај Мицковски, Александар Николовски вади 3 тешки случаи и ги дава на полиција да се отвори случај во јавното обвинителство. Неодлична некаква освета, туку затоа што се работи за народ. Мои пари, бе. Абе, дали сваќате дека некој ви брцнал во джеб и ги украл? Затоа да дадеме поддршка. Оваа работа да се доврши, да не филозофираме и да не се правиме препаметни, оти не сме. Можеме најмногу да бидеме добри, не можеме се да знаеме, но можеме да правиме промена малку повеќе, да пазиме на ѓубре, на плаќање сметки, на почитување закон. Може ли малку? Да, у глава имаме дека, ама ја почитувам закон, немам ништо. Размисли. Можеш малку подобро. А и христијанството вика, секој ден еден мал подвиг. Еве, не треба да гинеш, не треба у планина со пушка, не треба да гладуваш. Кога ќе видиш неправда, кога ќе истрпиш неправда, биди благодарен и гледај како можеш да го промениш тоа. Како можеш да бидеш подобар од криминалецот. Не може криминалец да викаме дека се снаша. Откако е цивилизација, криминалците се осудуваат, се маргинализираат од општеството. Ние се одушевуваме од нив. Види го, има куќа, има кола. Бе крадал, има куќа, има кола. И јас сакам така како него. Новите генерации не сакаат. Сакаат и они убави работи, ама неќат криминал. Ние не ќеме да гледаме криминал. Но не е доцна. Не е доцна. Како никогаш досега не ми се вратил духот и еланот да продолжам со мојава работа и да го проповедам дека христијанскиот дух, дека почитувањето на законите можат да ни го подобрат животот без оглед на се.